На недела дена пред Нова година скопјани се уште не знаат дали на плоштадот Македонија ќе има прослава за најлудата ноќ. Градоначалничката Арсовска и оваа година одлучи да не биде транспарентна кон медиумите и не открива дали ќе има и каков ќе биде дочекот на градскиот плоштад. Граѓаните најубавиот ден од годината посакуваат да го дочекаат во празнична атмосфера во центарот на градот, традиционално како што имало и до сега, како што се ужива и во другите европски и светски метрополи. Бидејќи е традиција, можда би требало, народот очекува инаку секаде во светот има прослава во големите градови. И треба, мислам дека би требало и во Скопје. Нормално така треба да има. Ние сме метропола, ако се рачунаме. Треба да има. Па би требало да има. Да биде секако што треба, значи. Ако сме европска држава, треба да има и тие европски вредности. Секако дека треба. Ова е главен град на државата. Нормално. Треба празничната веселба да се сподели со народот на плоштад. И додека Арсовска молчи, скопските градоначалници самите се организираат за прослава во своите општини. Во Кисела Вода граѓаните ќе можат да ја дочекаат новата година на платото кај салата Расадник. Во предпладневните часови ќе има детски забавен дел, а вечерта ќе уживаат во музичкиот ритам на македонските пејачи како Врчак, ДНК и Кукулеле, Игор Џамбазов и други. На 31 практично ќе започне настанот со детски дел, односно детски забавен дел во предпладнето, а подоцна во вечерните часови има организација на повеќе македонски изведувачи кои што ќе Забавни програми во меѓувреме има и во другите скопски општини. Градоначалникот на Шуто Оризари ги повика скопјани да дојдат на плоштадот во општината, најавувајќи богата музичка програма. Удри и по Арсовска. Покрај недостатокот на елементарна способност за обезбедување на основни јавни услови, Даниела има недостаток на идеја, волја и желба да се устреке со граѓаните, барем за новогодишните празници, оставајќи ја најубавата јавна површина во градот штура, нема и без програма. Затоа ги поканувам сите граѓани на град Скопје на 31 декември да ни бидат гости на плоштадот во општина Шуто Оризари. Во аеродром веќе има зимзолен кај спортскиот центар Јане Сандански, каде има забава за сите генерации, од најмали до највозрасни. Програмата ќе трае до 19 јануари 2025 година, а скопјани уживаа и во концертот Аеродром Пулсира викендов што измина. Граѓаните уживаа и во новогодишна зимска бајка, викендот во Ѓорче Петров, каде имаше забавна програма и културни содржини за сечи и вкус.